Петочно издание на регионалните вести. За дневните оброци граѓаните месечно трошат од 8.000 па до 18.000 денари, или тоа се секогаш повеќе од половина од семејниот буџет. Според статистичките податоци, едно 4-члено семејство просечно троши една минимална плата само за исхрана. Од 8.000 па до 18.000 денари трошат месечно граѓаните за дневните оброци, или тоа е секогаш повеќе од половина од семејниот буџет. Понатаму, како што не изјавија тетовци, сметките се втората ставка на која се трошат парите во домаќинството. Во зависност од периодот на годината, сумата која се издвојува е од 3.500 денари па до 9.000. За дел од граѓаните постојан предизвик е семејниот буџет рационално да се распореди за да стаса до следната плата, но како што некои од нив тврдат, со добар план и математика може да се постигне. Па ида до 18-20 илјади. Ида. Има ли нешто од буџетот да се потроши за други работи? Ако слабо останува, ти кажам. Ако сакаш нешто да зашпараш, мораш да зашпараш, инаке не останува ништо. Пензиите се ниски. Ние можеме да си дозволиме, само има луѓе што не може да си дозволат. Голема сиромаштија за други луѓе, за мене не можам да кажам. А процентуално вака колку идат на храна? На храна немерено идат секој ден, зашто цените се све поголеми. Растат. Тешко ми со пензии сме. Ќерката која работи, која не работи. Тешко иде, не останува ништо. Се гледаше поевтино за А процентуално вака, кој дел од буџетот ви иде за храна? 50%? 60 повеќе иде. Прво гледаме три апартаме телефоните, почрча колку чуме, толку ќе. Нема место, тоа е 50%. За сметки? Па за сметки, зависно колку ќе се потроши месецот, толку. А останува ли месечно нешто да се заштеди? Останува како не. Ако се води економија, останува. Najgorem delu onda 12.000 iđe su mene. I toliko penzija ako ostanuvane, ne bez oblegla, starost ima тоа, nema drugo. Колку ние да ми шпараме сме сами со само девојчето и мајка и. Штедиме помалу, што да па до 8.000 до толку. Да ви кажам право, јас сум сама. Има маш пред година и пол ми почина, не рачунам. Не трошим многу, водим сметка. Не знам да ви кажам колку како. Пензија ми е мала. До прошли месец, кога беше 13.000 има, тоа. Што ќе трошим, што не трошим. Според статистичките податоци, едно 4-члено семејство просечно во текот на еден месец троши една минимална плата само за исхрана. Имено како што објави Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, 12.557 денари, едно просечно македонско семејство троши на храна и пјалоци, 5.062 денари на сметки, 3.067 денари за домување, 1.538 денари за транспорт и речиси исто толку пари за облека и обувки во текот на еден месец. Минималната плата кон крајот на 2017 година изнесуваше 12.000 денари, а потрошувачката за просечно 4-члено семејство изнесува 27.764 денари. Од тука, како што заклучуваат од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, семејство со еден вработен со минимална плата треба да најде уште дополнителни 15.764 денари месечно за да живее еден просечен достоинствен живот. По повод најавата на Министерството за труд и социјална политика за укинување на помошта за трето дете, партијата Алијанса за албанците одржа пресконференција. Податоците зборуваат дека степенот на сиромаштија во Република Македонија 22,2%, односно 460.000 граѓани се под прагот на сиромаштија. Исто така од Заводот за статистика податоците зборуваат дека сиромаштијата пред социјалните трансфери во Македонија изнесува 40,7%, додека сиромаштијата после социјалните трансфери изнесува 22,7%. Се разбира дека
детскиот додаток за трето дете не е единствен социјален трансфер, но фактите зборуваат дека социјалните трансфери влијат во голема мера на ублажување на сиромастијата, односно на коригирање на неравномерната распределба на национален доход. Сакаме да кажеме дека ние како Алијанса за албанците сме против, значи, ова иницијатива и ние како партија ќе гласаме против укинување на правото на детски додаток за трето дете. Гостиварка паднала од балкон додека се обидувала да поправи ролетна. Итно е префрлена на скопските клиники. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани случаи на пронајдено оружје и нелегална сеча на дрва. Во полицијата вчера околу 16 часот и 30 минути пријавено е дека 50 годишна гостиварка паднала од дрвено столче од балконската тераса додека се обидувала да ја поправи ролетната на прозорецот. Од паѓањето на мермерните плочки под балконот, кој немал ограда, задобила повреди на главата и со медицинско возило пренесена е во гостиварската болница. По укажаната помош, итно префрлена и задржана на скопските клиники. Извршен неувид и се расветлува случајот. Полицајци вчера при претрез во домот на 26 годишен тетовец, реализиран со судска наредба, пронашле модифициран гасен пиштол Екол Волга, калибар 9 мм со празна рамка и 161 куршум калибар Магнум 44. Пронајденото е фотодокументирано и одземено за вештачење, а лицето е лишено од слобода и по целосното расчистување на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат и за нелегална сеча на дрва. Вчера околу 16 часот во атарот на тетовското село Челопек, во местноста Краста, затекнати се 20 годишник и 17 годишник од селото Стримница, кои со моторна пила сечеле дрва, а не поседувале никаква документација за тоа. 20 годишникот е приведен, одземена му е пилата и дрвата и се предадени на шумската полиција за понатамошна постапка. Минатиот месец 65 сообраќајни несреќи се случиле на Тетовското, а 26 на гостиварското подрачје. За среќа во нив немало жртви. И бројот на откриени сообраќајни прекршоци во Тетовско е двојно поголем од прекршоците направени на гостиварското подрачје. Во текот на минатиот месец, односно во октомври годинава, на поширокото Тетовско подрачје вкупно регистрирани се 65 сообраќајни несреќи, додека во Гостиварско се случиле 26. За среќа во нив немало човечки жртви. Во тетовските незгоди имало вкупно 8 тешко повредени и 57 лесно повредени лица, додека во 36 незгоди била причинета само материјална штета. Гостиварските пак завршиле со 2 тешко повредени и 19 лесно повредени лица, додека во 10 незгоди била причинета само материјална штета. Карактеристично за сообраќајките во Полок е тоа што најчесто се случувале на градските улици, но и на регионалните патишта. Како и досега, најчеста причина за нив е неприлагодена брзина, поради што на Тетовското подрачје имало 6 излетувања од коловоз, но сообраќајки се случувале и поради недавање првенство, неправилно вршење дејствие, недржење страна и така натаму. 6 незгоди биле предизвикани од животни, односно кучиња, пред се на тетовскиот дел од автопатот. И бројот на откриените сообраќајни прекршоци минатиот месец во Тетовско е двојно поголем од прекршоците направени во Гостиварско. На Тетовското подрачје вкупно контролирани биле 6350 возачи, при што откриени се 2191 прекршок. На поширокото Гостиварско подрачје во истиот период контролирани се 2114 возила, при што биле откриени 946 различни видови прекршоци, информираат од СВР Тетово. Собранието не му го одзеде мандатот на пратеникот Никола Груевски, констатираше председателот на Собранието Талат Џафери. За одземање на мандатот гласа 58, а 29 беа против, но за да му се одземе мандатот потребно е двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници да гласаат за.
Ниту еден пратеник не се јави за збор. Предлогот беше испратен од Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на кое мнозинството пратеници донесоа заклучок за одземање на пратеничкиот мандат на пратеникот Никола Груевски. Пред неколку дена дел од пратениците кои побараа да се одземе мандатот на Груевски изјавија дека тој е недостоен за вршење на функцијата пратеник. Парламентарното мнозинство не го прифати барањето дел од дневниот ред на денешната 65-та седница да биде нивниот предлог закон за амнестија на лицата обвинети, осомничени и осудени за собраниските настани од 27 април. Уапсените во новата истрага отворена од страна на специјалното јавно обвинителство под кодното име Империја почнаа да се изведуваат пред судот. Новата истрага на СЈО е поврзана со перење пари, злоупотреба на службата и повластување на доверители. Новата истрага од страна на СЈО е против Орце Камчев, Сашо Мијалков, Ненад Јосифовиќ, Цветан Панделески, Радка Куноска Камчева, Христина Камчевска Стојческа, Зорица Арсовска, Лилјана Гајдовска, Владислав Стајковиќ, Тодор Мирчевски, Дејан Јанев, Ванче Мијалчев и Јованче Тасковски. Од среда до денес во Скопје се одржува седмиот поред Самит Македонија 2025. Целта на самитот е да се стимулира соработка, размена на знаења и лидерски развој. Годинава го потврдивме учеството на повеќе од 60 врвни говорници од преку 20 земји, кои во рамки на над 15 интерактивни сесии ќе дискутираат на теми релевантни за глобалната економија, но и за регионот. Ќе укажеме на најголемите економски предизвици на светско ниво, како што се трговските војни, масовните миграции, недостатокот на квалификувана работна сила и нивното влијание врз малите економии, соопштија организаторите. Првиот ден од самитот беше составен од панел дискусии посветени на образование, лидерство и успешни македонски стратапи во светот. Вчера четврток, на вториот ден од самитот, беше поздравното обраќање на годинешниот клучен говорник и представување на политиките за економскиот успех на тековната администрација на САД Ентони Б. Ким, менаџер за истражување, уредник на индексот за економска слобода во фондацијата Heritage САД. Производството на канабис за медицински цели беше една од темите на самитот на вториот ден, имајќи го предвид зголемениот интерес за инвестирање во оваа област, соопштија организаторите. На денешниот трет последен ден врвни експерти зборуваа на теми поврзани со дигитална трансформација, примена на новите технологии во медицината, предприемништво, одговорно лидерство и други. Во изјава Кристијан Руб, портпарол на платформата Дигитална Австрија, истакна дека дигитализацијата мора да биде засебен стратегиски план во зависност од државата, гранка на индустријата, вештините на вработените и определбите на клиентите. Дигитализацијата го менува целосниот синџир на вредности, но мораме да сватиме дека дигиталната трансформација е можност, а не опасност, додава тој. Една од клучните теми беше и остврт кон најдобрите светски практики во иновативни и технолошки центри. Вчера вечер се одржала и добротворна гала вечер со која се одбележаа 10 години од формирањето на организацијата Македонија 2025. Наградата за филантропија Џон Битов Постариот беше доделена на Мајк Зафировски за неговиот исклучителен придонес во филантропијата и волонтеризмот, додека плакети за благодарност беа врачени на луѓето и компаниите кои возвратиле на Македонија и ја поддржале организацијата во изминатите 10 години. Собраните средства беа пренаменети кон новоформираниот фонд на талентирани студенти, беше потпишан и договор за соработка помеѓу Македонија 2025 и фондацијата Ане и Владе Дивац од Србија, со што двете организации заеднички ќе соработуваат на многу проекти од заеднички интерес. Во недела во Тетовско Беловиште со почеток во 13 часот, по 8 пат ќе се одржи културната манифестација Шарпланинска Костенијада. Покрај основната цел, промовирање и заштита на костенот, ќе бидат отворени и повеќе штандови со најразлични домашно подготвени производи.
Ова е 8 поречна планинска костенјада, која што оваа година уште повеќе ја натовариме. Значи имаме уште повеќе цели за да реализираме во склоп на самата администрација и активностите кои што се во претходно на таа активност и после неа. Значи годинава е сајм на костенот, медот, виното, креирање на туристички производи во Шарпланинскиот регион и туристичко поврзување со Скопскиот регион. Значи како да преку неа докажеме дека овој дел од Шарпланина е најблиската туристичка дестинација за градот Скопје и пресе како за нас најголемата можност и туристичко работење, а тоа е најголемата публика да офатиме градот Скопје. Благодарение на нашето залагање и на нашите партнери, значи ние имаме веќе гости од цела Македонија и тоа мислам дека годинава повторно ќе го воспоставиме, со тоа што веќе имаме гости и од соседството, значи од Косово, од Албанија, од Бугарија и од Србија. Годинава ќе гледаме да ги повториме резултатите од прошлата година, каде што апсолутно имаме голема посетеност. Со тоа што ги повикуваме сите граѓани од Полошкиот регион, од градот Тетово и околината и Гостивар, пресе од Полошко-Шарпланинскиот плански регион, каде што буквално сакаме да направиме репрезент за овој дел од државата и Северозападна Македонија, каде што ќе ги потенцираме нашите природни и културни убавини. Костенот годинава е во најочена состојба, во најнездравствена состојба годинава и ние преко овој настан ќе атакуваме до националните власти да се донесат законски подзаконски акти како да се спасиме и справиме со сите овие и климатски промени, со сите оние болести што предизвикуваат од факторот на болеста крипторија паразитика или рак на кората, или од факторот на човек кој што ги уништуваат костените шуми на Шара и во Македонија и во регионот. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност и со појава на утринска магла по одделни котлини. Утринските температури се движеа од 1 до 7, а дневните од 10 до 17 степени. Продолжува периодот на стабилно време. Утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и појава на утринска магла по одделни котлини. Утринските температури ќе се движат од 0 до 6, а дневните од 10 до 17 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви посакуваме убав викенд. Пријатно!